По 100 денари осигурување плаќаат учениците во училиштата, но кога ќе се случи повреда, обештетување нема. Родителите во последниот период реагираат дека за скршеници и други незгоди на учениците не добиваат ништо, освен ако не станува збор за траен инвалидитет. Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска од Штип потенцираше дека ваквата пракса е лоша и дека училиштата треба да внимаваат со какви компании исклучуваат договори, а доколку тие не ги исполнуваат обврските, правата да се бараат во надлежните институции. Училиштата, општинските, каде што Министерството нема посебна ингеренција, има општината, градоначалникот и советите, имаат вообичаено пракса да ги осигуруваат децата, што и според мене не е лоша пракса. Она што ингеренција на Министерството е, ние го променивме правилникот за тоа како треба да се трошат парите кои училиштето ги собира од родителите, односно од учениците, за разни активности, вклучително екскурзии, па еве и осигурување. Училиштата, раководствата, па и општините треба да водат сметка со какви компании исклучуваат договори и доколку не е соодветна одговорот на компанијата кон договорот, секако да се ги побараат правата во другите институции на државата. Како што кажа министерката Јаневска, ингеренција на општинските училишта Министерството нема. Во овој случај, како што посочи, таа имаат општините, градоначалниците и советите, што според нејзе е лоша пракса. Јасно истакна дека според она што тие имаат ингеренција е направено, а тоа се однесува на промената на правилникот за тоа каде и како треба да се трошат средствата кои училиштата ги собираат од учениците за разни активности, вклучително и екскурзии, па и осигурувањето.